Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитуван министер. Денес пристапуваме кон 34-та измена на Законот за средно образование. Ставате се во улога на корисник на овој закон и лесно ќе сватите дека истиот овој закон е една од причините за хаосот во образовниот систем и без актуелната COVID-19 криза. Прв чекор кон излезот од оваа неповолна состојба во која се наоѓа образованието е да се донесе сосема нов закон за средно образование. При тоа, тој мора да биде краток и јасен, конкретен, практично применлив и без правни недоречености. Пред нас е предлог за измени и дополнување на Законот за средно образование, кој формално правно создава предпоставки за доминување на постоечката состојба. Но, за жал се инсистира само на задоволување на формата, а не и на суштината на проблемот. И пак после ќе се чудиме зошто во извештајот на ОЕЦД се вели, цитирам: мнозинството млади луѓе во Македонија го завршуваат образованието без при тоа да ги усвојат основните компетенции за живот и работа, а нивото на социоекономско потекло се уште влие врз нивните образовни достигнувања. Извештајот завршува со констатација дека Македонија е потребна силна и стратешка реформа во овој сегмент. Пред да преминем на конкретните забелешки во однос на законот, сакам да истакнам дека владата и вие како министер за целата оваа состојба во образованието не нудите систематски решенија, немате точна идеја што и на кој начин сакате да направите и едноставно сте затечени од состојбите, не баре се наоѓаме во март оваа година, а не на крајот на септември. Од една страна, владата на Република Македонија, кога се однесува за работата на јавната администрација и стопанството, носи одлуки во стилот нема корона во општеството, што значи дека сите работници, вклучувајќи ги хронично болните, мораат на работа со полно работно време, а кога се однесува за образованието, тогаш односот е дека короната ни е на највисоко ниво. Тие работи не одат спротивно, тоа се два паралелни процеси. Не може, почитувана министерке, децата да ги унесете на училиште наутро во 7:30 часот, а за 2,5 часа да нема кој да ги земе. Родителите мораат на работа со полно работно време, баби и дедовци немаат сите семејства кои можат да излезат во пресред, а и да имаат, мислам дека во овие есенски месеци мораме да ги поштедиме, затоа што децата најмалку заболуваат, ама успешно пренесуваат COVID-19 кај повозрастните, кои патем знаеме дека тешко го поминуваат истиот. Во поглед на самиот предлог на закон сакам да укажам на две клучни работи: платформата за реализација на онлайн настава и фискалните импликации од овој за сега предлог закон. Во делот од материјалот кој го достави до нас предлагачот, означен како глава број 1 и насловен оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со закони, причини за донесување на законот, наспроти моите очекувања, односно верувам дека е подобро да кажам нашите очекувања, нема ниту збор за состојбите во средното образование. Очекував барем базични информации за бројот на ученици вклучени во системот на средно образование, бројот на наставници вклучени во овој систем, број на училишни згради во кои се реализира воспитно-образовниот процес, оцена на физичката состојба на зградите, оцена на мрежните инсталации, електрични и комуникацијски, анализа на бројот на ученици кои се поседуваат информатичка опрема, односно кои се технички подготвени за следење на онлайн настава, анализа на бројот на наставници кои поседуваат неопходна информатичка опрема, анализа на капацитетот на комуникацијските врски за реализација на овој тип на настава и врз база на претходните анализи да се презентираше барем апроксимативна пресметка за бројот на учесници, односно ученици кои без никакви проблеми би следеле онлайн настава. Но вакви податоци за жал во понудениот материјал до нас пратениците нема. Нема информација ниту за тоа дека во Република Македонија има 109 јавни средни училишта, од кои 21,1% се гимназии, 26,6% реализираат наставни програми за гимназиско и стручно образование, а цели 52,3% од училиштата реализираат наставни планови и програми од стручно образование. Сите овие 78,9%, тоа се речиси 80%, не знаат и не препознаваат каков ќе им биде системот на учење и пракса за една недела пред почетокот на учебната година. Тоа е срам за староновата влада и пред се пораз за општеството во кое што живееме, бидејќи образованието е столб на општеството. Наспроти најавата за
национална платформа за реализација на наставен процес без физичко присуство во материјалов кој што ни е донесен, во воведниот текст од глава број 1, насловен како оцена на состојбите од областа што треба да се уреди со законот и причини за донесување на законот, се доаѓа до заклучок дека всушност не постојат причини за онлайн настава, односно изнесени се повеќе аргументи кои одат во прилог на работата на училиштата со физичко присуство на учениците, отколку аргументи за организирање на онлайн настава. Во прилог на претходниот исказ може да се цитира целокупниот текст од наведениот наслов, но за оваа прилика ќе потенцирам неколку цитати. Прво, при подготовка на овој закон се земени во превид студии на меѓународни организации како што се Светска здравствена организација, Фонд за деца при Обединетите нации УНИЦЕФ, Меѓународна фондација на Црвениот крст и истражувањата поврзани со COVID-19, според кои многу малку се пријавуваат случаи на заболени деца отколку возрастни лица и дека инфекцијата генерално предизвикува само благо заболување кај нив. Тешко заболување од COVID-19 ретко се забележува кај децата, иако постојат ретки случаи на истото. Истражувањата кои што ги приложувате покажуваат дека во мал број на образовни институции има случаи на заболени од COVID-19, меѓутоа во разгледувањето се нудат сосема спротивни аргументи. Имено, после читањето на, цитирам, тие студии се наведува дека пренесувањето на болеста главно се поврзува со настани каде постои социјализација во училишниот живот, а не пренесување на болеста во училниците, или пак студиите врз основа на статистичките податоци ја потенцираат важноста на локалната епидемија при одлучувањето за наставата со физичко присуство, но исто така и одговорно и совесно применување на мерките за превенција од COVID-19 во самото училиште. Од друга страна, при одлучувањето за отворање на училишта во новата 20-21 учебна година се зедоа во предвид штетите кои може да произлезат од затворањето на училиштата. Од презентираните цитати, единствениот заклучок кој се наметнува е дека не постојат аргументи за онлайн настава, што е спротивно од она што се најавува и што го чека јавноста, а тоа е национална онлайн платформа. До истиот заклучок ќе дојдеме и ако внимателно се прочита главата 2 од понудениот материјал со наслов Цели, начела и основни решенија. И тука доминантно се зборува за наставен процес кој треба да се реализира во училиштата. За илустрација, во понудениот материјал од прилагачот вели, цитирам: безбедна училишна средина преку подготвен кадар за следното: како да се одржува хигиената и дезинфекција, да се организира движењето на учениците, да се распореди мебелот во училницата за да ја има потребната дистанца помеѓу учениците од намалку 1,5 метри, организиран надзор од страна на наставниците, стручните соработници, административно-технички кадар согласно препораките дадени од Комисијата за заразни болести. Веројатно предлагачот треба да одговори на прашањето зошто е ова вака? Дали ова значи дека всушност Министерството планира да се реализира настава со физичко присуство во средните училишта? Почитувани колеги, факт е дека владата нема одговор за актуелните проблеми во образованието. Факт е дека со донесувањето на овие закони владата прави огромна збрка во воспитно-образовниот процес. Факт е дека законот, прописите и начините на имплементација на истиот ги направивте сами и без широки консултации во 5 до 12. Треба ли да укажам дека образовниот систем е инертен систем, систем кој не трпи импровизации? Како што ви кажавте и вие премалку, она што денес ќе го превземеме како интервенција во него, последиците од таа интервенција нема да ги почувствувате веднаш, туку после неколку генерации. Затоа секоја активност во образовниот систем треба, односно мора да биде добро и длабоко осмислена со јасна визија. За жал, пред нас имаме предлог за измени за Закон за средно образование во кој не може да се почувствува било каква јасна визија. Јас сум убеден дека ваквите измени се лошо направени и се направени без концепт, дека истите ќе направат огромни проблеми и хаос оваа есен. Затоа нема да ги гласам истите, односно сум против донесување на ваков закон. Се плашам дека политиката оваа есен и оваа зима ќе се крши на грбот на децата, кој патем не треба да заборавиме дека се столбот на општеството, дека се нашата иднина и дека тука нема политички партии и идеолошки матрици. Благодарам.